Во следните минути ќе разговараме со Виктор Димовски, поранешен директор на Агенцијата за национална безбедност, поранешен директор на Агенцијата за разузнавање, поранешен државен секретар во Министерството за надворешни работи, амбасадор. Неговото име деновиве е актуелно по информациите што во јавноста ги пласираше актуелното раководство во Агенцијата за национална безбедност или накратко АНБ, дека доставило 3 известувања до јавното обвинителство за еден поранешен директор и група вработени во АНБ поради индиции за незаконско, непрофесионално и неетичко постапување. Известувањата, како што рекоа од АНБ, се резултат на внатрешна истрага спроведена во АНБ по смената на власта во 2024 година, а се однесуваат на постапување во агенцијата за периодот од 2019 до 2024 година. Од 2019 до 2022 година со АНБ раководи токму Виктор Димовски. Господин Димовски, прво благодарам што прифативте да одговорите на прашањата на 360 степени. Верувам дека постои висок јавен интерес за темата и за прашањата за кои што ќе разговараме. Благодарам на поканата. Ова е прво ваше интервју, практично по информациите кои што ги пласираше АНБ. Едно од тврдењата кои што беа изнесени од Агенцијата за национална безбедност, предводена сега од актуелниот директор Бојан Христовски, е дека агенцијата била практично киднапирана од, како што рекоа, еден поранешен директор и група вработени. Поранешниот директор, алузијата е на вас, кои злоупотребувајќи ги ресурсите на АНБ се пресметувале со неистомисленици, меѓу кои политичари, новинари, бизнисмени. Кој е вашиот одговор на ова? Видете, со прашањата поврзани со националната безбедност во земјите со традиционална демократија, прашањата поврзани со работењето, со функционирањето на агенциите за национална безбедност се приоѓа со многу голема сериозност и со многу големо внимание. Директорите, раководителите на овие институции по правило се луѓе со долгоживотно искуство, со силен интегритет и со сериозен капацитет да се справуваат со сериозните задачи што стојат пред овие служби. Во дадената ситуација, ако се излегува во јавност со конкретни информации, со вакви сериозни обвинувања, мора да се располага со многу сериозни докази. Мислам дека во даденава ситуација, а убеден сум дека времето тоа и ќе го потврди, тоа не беше случај. По-конкретно, еден од наводите е дека е оформен предмет за оперативна обработка на опозицијата, лидер на опозицијска партија, новинари и медиуми со образложение дека за цел имали уривање на власта, така беше речено. Вие во објава на Facebook демантиравте дека тогашниот лидер на опозицијата, сегашен премиер, бил предмет на посебен оперативен интерес, ќе ги користам точните фрази, и предмет на организирана оперативна работа, но од ВМРО ДПМН деновиве продолжуваат да инсистираат и да тврдат дека актуелниот премиер, поранешен лидер на партијата, во изминатите 5 години бил следен и прислушуван. Би требало да предпоставиме што толку многу се инсистира дека веројатно има основа за тоа. Кога излезе веста дека е одржан брифинг со вас, представници на медиумите во агенцијата, бев на годишен одмор и одлучив да го завршам одморот и да сочекам да реагирам после враќањето. Се вратив на денот на празникот на агенцијата, на денот кога е основана агенцијата, и одлучив дека тоа не е момент. Им честитав на вработените, на моите драги колеги кои толку вложуваат во справувањето со прашањата кои представуваат предизвик на националната безбедност, и објавив дека мојот одговор на сериозните обвинувања ќе го објавам наредниот ден. Има поинаков концепт, меѓутоа во вечерните часови на 1 септември на вонредно најавен прес од страна на премиерот и директорот на Агенцијата за национална безбедност
беше јавно во медиуми искажан сомнеж со отприлика овој вординг кој што вие го споменавте сега. И тогаш за мене беше јасно, посебно тргнувајќи од вордингот кој што беше користен и кој што по моје видување не би требало да биде недоличен, не би требало да биде својствен за политичари кои извршуваат така одговорни должности. Беше моја одлуката да морам да дадам соодветно реагирање и соодветен одговор до јавноста. Зошто? Затоа што изнесените наводи воопшто не кореспондираат со вистината. Исто така, да не изумам да кажам дека во тоа обраќање забележав и елементи или обид за влијание врз органите на третата власт со исказот и очекувањето какво е видувањето, каков би требало да биде исходот на целата таа постапка. И сега во таа ваша реакција има два елементи. Едниот беше одговорно тврдам, тогашниот лидер на опозицијата, сегашен премиер, не бил прислушуван, не бил предмет на оперативна работа, не бил таргет на АНБ. И второто беше, декласифицирајте ги документите, ако има нешто да видиме сите. Но велам од ВМРО ДПМН на пресконференции секојдневно продолжуваат да инсистираат дека актуелниот премиер бил следен и прислушуван. Видете, кога имате такви сериозни обвинувања, мора зад тоа да стојат сериозни аргументи. Јас немаше воопшто да реагирам доколку се задржаја на делот сето тоа што се има како сомнение институционално да се разреши, односно да се провери и евентуално да се донеси одлука. Меѓутоа, кога увидов дека некој сака паралелно со тоа што го кажува и да подготвува и медиумски терен за формирање на јавното мислење пред завршувањето на сите овие формални процесни действија кои што следуваат во вакви случаи, јас одлучив да реагирам. Како да реагирам? Да реагирам со она што одговара, кореспондира, како што кажав, со вистината. Тврдам, немало никаква документација која се однесува на прислушкување и следење на поранешниот лидер на опозицијата, и доколку такво нешто постои, многу едноставно може, немаше да има потреба од сето ова што сега се случува и овој циркус што се случува во парламентот и немаше потреба можеби и ова емисија да имаме, доколку на едноставен начин одлучија да се декласифицира документацијата и да се објави. Има за вас дилема кој треба да ги декласифицира документите, АНБ или обвинителството, бидејќи и тука гледаме различни. Законот за класифицирани информации е сосема јасен. Декласификација врши органот кој што го креирал документот. Бидејќи орган кој што го креирал документот, на кој се повикуваат медиумите, на кој впрочем се повикува и премиерот и директорот на службата и така натаму, е Агенцијата за национална безбедност, единствен орган кој што во дадената ситуација може да го декласифицира е агенцијата. Добро, вие тврдите дека актуелниот премиер, тогашен лидер на опозицијската партија, не бил таргет, не бил формално предмет на оперативна истрага, но можно ли е неговото име да се појавува некаде во документите? Видете, Агенцијата за национална безбедност е институција со неколку стотици вработени, кои што имаат задача да прибираат информации на терен. Инструкциите, согласно и работењето и праксата на работењето на ваквите служби и во развиените демократии е она кое што ќе го добијат како информација на терен да се стави на хартија. Јас немам увид и не можам да кажам дали некаде во некој документ, во некоја оперативна обработка на одредени лица кои што биле безбедносно интересни, кои имиња се спомнуваат и не би можел да тврдам дали се споменуваат или не. Ама тоа не значи дека
тогашниот лидер на опозицијата бил формално заведен во оперативна форма на работење. Оперативните форми на работење се законски и подзаконски дефинирани, тоа е оперативна обработка, оперативно истражување, оперативна контрола, оперативна акција, кога службата може да примени со закон мерки за потврдување на првичните сознанија. Господин Димовски, дали е тоа елегантен, индиректен начин некого да следите, некој да биде предмет на оперативна обработка, а формално тој да не биде таргетот, да не биде предмет? А зошто би се служеле со елегантен начин ако имаме евентуално потврдени сознанија дека некој, па било кој и да е, презема некои активности кои се ја загрозуваат националната безбедност? Оти вака пука скандал, така па може ептен ќе биде скандал. Ама ве молам, законот дава широки можности. Еве да ја видиме праксата во земји кои се далеку пред нас демократски, кои се членки на Европската унија. Да ве потсетам на случајот Санадер во Хрватска. Во времето кога беше премиер, службите си презедува соодветни активности и човекот беше процесуиран. Сличен е случајот во земјата во која што јас извршував амбасадорски мандат во Израел. Председателот на државата Моше Кацав. Во време кога беше председател беа преземени мерки од службите. Значи, доколку би имала Агенцијата за национална безбедност информации, доколку би располагала со информации, било кој од власт или опозиција дека презема активности кои ја загрозуваат националната безбедност, ве уверувам дека не би имале никаква задршка да ги преземе мерките кои што се гарантирани со законот. Во дадениот случај тоа не беше така. А дали партијата беше таргет на АНБ? На која партија мислите? На ВМРО ДПМН. Видете, значи, ние многу отворено ќе кажем, и сите знаеме, не сме Шведска, не сме Финска. Ние сме балканска земја. Ние сме земја во која само пред неколку години улицата одлучуваше за многу сериозни прашања и со отварање на вратите од парламентот на пратеници од една партија влегоа внатре и ги доведоа во прашање животите на избраниците на народот. Ние, како ново формирана служба, врз основа на тоа што беа констатирани сериозни злоупотреби на поранешната служба, исто така поаѓајќи од оврските што ги имавме со членството во НАТО алијансата, имавме оврска при секојаш при важни настани кои се случуваа во земјата. Имавме тука неколку циклуси избори. Исто така имавме оврска и во поглед на размена на информации со партнерски служби. Да правиме проценка во поглед на загрозување на безбедносните состојби во пресред на случување на вакви значајни настани. При тие проценки не можеа да бидат игнорирани и сознанијата од претходниците на Агенцијата за национална безбедност за одредени лица кои што биле вклучени во активности кои сериозно ја загрозуваат националната безбедност. А се членови на таа партија? Дали некои од нив биле членови на таа партија? Дали биле членови на некоја друга партија, за службите за безбедност е ирелевантно. За службите за безбедност релевантни се фактите, односно дали постојат информации дека одредени лица биле вклучени во одредени активности кои ја загрозуваат националната безбедност. Друго е прашањето дали во рамките на тие преземани оперативни действија некој од постојните политичари, било да се од власта или од опозицијата, контактирале со такви лица. Доколку се случиле такви контакти, обврска на оперативците било тие контакти да ги нотираат. Ама ќе повторам, тоа не значи дека се работи за организирано оперативно работење, кое што подразбира целосно следење, кое што подразбира примена на оперативно-технички мерки, како што во дадениот случај имаше обвинување. Од СДСМ во овој контекст го спомнаа случајот Делчевски ниви и прашаа дали можеби ВМРО ДПМН се плаши од декласификација на овие документи затоа што ќе ги потврдат индициите за милионски криминал. Дали Делчевски ниви беше предмет на работа на АНБ?
Од дода не можам да се сетам и не би сакал да ги коментирам партиските изјави, тука ќе навлезиме во еден друг сегмент. Меѓутоа не можам да се сетам, меѓутоа по ова што го кажувате не сум сигурен дали тоа било и не сум убеден дека тоа било предмет на работа на Агенцијата за национална. Од АНБ соопштија дека предмет на оперативна обработка биле и министер во тогашната влада. Владата беше главно од СДСМ и ДУИ составена. И наводите се дека станува збор за тогашниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и јавен обвинител, според информациите што се јавно пласирани, наводно станува збор за Вилма Русковска. Дали Спасовски и Русковска беа предмет на работа на АНБ? Не можам да не се насмеам на едно вакво обвинување, имајќи во предвид не наводот, него имајќи во предвид дека двете лица кои ги споменавте, двата функционери, беа предмет на пресконференции напаѓани на тогашната опозиција скоро секојдневно. Така да изгледа малце чудно загриженоста во даденава ситуација дека службите биле злоупотребувани во следење и на актуелни функционери од власта. Тука веднаш паѓа секој и обичен граѓанин, а камоли прецизните аналитичари, паѓа во вода тезата дека службата за национална безбедност, Агенцијата за национална безбедност се занимавала со опозицијата. Значи, доколку се точни овие тврдења кои што и тие ги искажуваат, произлегува дека агенцијата не се занимавала само со опозицијата, туку би се занимавала и со луѓе неселективни сте биле. Но може да бидете поконкретен, дали Спасовски и Русковска биле предмет на работа на АНБ? Можемо, бидејќи се работи за познати функционери, јавни функционери, не би требало да коментирам вести кои што се соопштуваат по медиумите, а не се соопштени од власта. Меѓутоа, со оглед на тоа што министерот Спасовски излезе во медиуми и побара сето тоа да се истражи, можем одговорно да кажем дека ни едниот ни другиот не биле предмет на организирана работа на Агенцијата за национална безбедност. Русковска предпоставуваше дека можеби делот од вашето постапување е по известување што таа ви го дала вам лично за закани за нејзиниот личен интегритет и безбедност. Прашањето, јас мислам дека сепак треба да се фокусираме на обвинувањата, дека предмет на организирано оперативно работење биле и функционери од власта, можам да кажам дека не биле. Дали и некој од нив се споменувал во некакви останати оперативни обработки кон лица безбедносно интересни, а и едниот и другиот извршува сериозни функции на спротивставување на противзаконити дејствија и можеби било и нормално да доаѓаат во контакт со такви лица, можам да кажам уште еднаш и да потврдам дека ни едниот ни другиот не биле предмет на организирани активности на агенцијата од типот кој што го споменав, оперативни обработки, оперативни акции, оперативни контроли и оперативни истражувања. Зошто АНБ, господин Димовски, во ваше време оперативно обработувала медиуми и новинари? Конкретно се спомнуваат редакциите на порталите Курир, Република и Нетпрес, дека биле следени. Така, вие споменавте новинари и медиуми. Да. За новинарите ќе ве прашам посебно, да. ако може сега да ми одговорите за медиумите. Во поглед на медиумите, видете, доколку имало одредени активности за проверка на не на работењето и на известувањето, туку на финансирањето од тоа, од каде доаѓаат средства, дали се тоа одредени средства кои што потекнуваат од одредени организации кои што се предмет на интерес на службите за национална безбедност, не ја исклучува, меѓутоа не можам да ја потврдам. Тоа не ли е проблематично во една демократија? Видете, не е проблематично ако не се преземаат мерки кои го попречуваат нивното информирање.
Проверките доколку се функционира, тоа се однесува и за обичните луѓе, и за политичарите, и за бизнисмените, и за новинарите, ова што го споменавте. Работа на службите е да прават одредени проверки. Друго е прашањето како тие проверки се реализираат и второ, какво е известувањето, односно постапувањето после извршените проверки. Видовме изјава на уредник на еден од овие портали, кој како основа за следењето спомнува нешто друго. Тој вели дека биле означени како непријателски елемент, во врска со договорот со Бугарија и францускиот предлог, и дека вршеле пропаганда која била анти-НАТО и анти-ЕУ за Македонија. Се обидов најпрецизно што можам да пренесам таа изјава. Значи, изјава на уредник на еден од трите портали кои што ги спомнувам, кој што тврди дека основата за постапување било тоа што биле означени како непријателски елемент, во контекст на договорот со Бугарија и францускиот предлог. Ете, со таков вординг, непријателски елемент, тоа не е дел од вордингот на безбедносните агенции. Инаку, кога станува збор за новинарите, јас можам да се сетам само за еден новинар, кој што беше пријавен од страна на агенцијата заради објавување на класифицирани документи. Стана збор за Љупче Златев, предпоставувам. Да, се работи за тој новинар, тој беше соодветно процесуиран и, ако добро се сеќавам, изречена е пресуда во првостепена постапка. Меѓутоа, можеби... По ваша пријава? По пријава, да. По пријава за објавување на класифицирана информација, оддавање на службена тајна во медиуми. Тој не беше таргет како новинар за неговата работа? Никогаш некој кој што честно си ја врши работата не бил таргет, барем во моје време, на Агенцијата за национална безбедност. Меѓутоа, доколку некој дошол во судир со Законот за класифицирани информации, доколку дошол во сукоп со прашања поврзани со загрозување на националната безбедност, тогаш не е исклучена можноста да агенцијата провери од каде во дадениот случај истекле дадените информации од агенцијата. Реферирате на безбедносното досие на актуелниот директор на АНБ, Бојан Христовски, кој што при создавањето на АНБ не го помина тоа сито на комисијата и практично не беше вработен, преземен во новата институција. Моето прашање би било каде е тука јавниот интерес и дали јавниот интерес не оди над објавата на класифицирана информација и евентуална повреда на закон? Прашањето ви е сосема на место. И јавниот интерес е секогаш сме водели сметка особено важен. Меѓутоа, во дадената ситуација, наведениот новинар, после добивање на некаква класифицирана документација, која што има сомневање дека е злоупотребена, не е изготвена согласно правилата и процедурите и така натаму, законскиот начин како да се реагира имаме ние институции во државата како да се реагира. Требало да оди и да пријави во надлежното јавно обвинителство. И може да објави дека имам информација поврзана со злоупотреби, да доставена е до јавното обвинителство и очекуваме со нетрпение да видиме какво ќе биде нивното известување и така натаму. Доколку дополнително... Што ако немал верба во институцијата? Тогаш, видите, многумина кои што немаат верба во институциите можат да прават многу работи. Ние станавме земја членка на НАТО, се надевам дека ќе дојде време кога ќе станеме земја членка на Европска унија, правиме чекори да функционираме согласно начинот на функционирање на нормалните европски демократии и треба да почнеме да ја градиме вербата во институциите. Ваквиот начин на реагирање дополнително ја урива. Инсистирам малку на овој случај затоа што протекувањето документи од институциите е еден од начините како се борите против корупцијата, да речеме, па и во нашата
држава. Затоа и инсистирам на тоа дали сепак овде јавниот интерес не оди над евентуалното кршење на законот. Секогаш кога ќе направите обид, треба најнапред да направите обид институционално да го решите. Ако се соочите со неможност институционално да го решите, тогаш можете да се обидите на поинаков начин да го решите. Меѓутоа, јас сум убеден дека доколку со сериозни аргументи се направи обид при вакви ситуации да се изнајде решение за соодветен институционален одговор, тоа ќе може да се заврши. Јас еве во даденава ситуација, во овој момент, ви спомнав дека немаше да реагирам ако не видов обид за вклучување и на медиуми во дополнителна аргументација пред јавноста на причините за лансирање на оваа така наречена афера. Меѓутоа, од моментот кога видов дека кај тој ист медиум уредникот само половина час после пресконференцијата на премиерот и на директорот на агенцијата излезе со информација, сега ќе ви кажем аргументи и вистината за тоа што се случувало во агенцијата, при што беа презентирани одредени информации поврзани со наводен идентитет на вработени, со наводен идентитет на тајни соработници, при што беше кажано дека наведеното лице имал увид во сопственото наводно досие водено во агенцијата, дека на неговиот телефон фактички го има неговото досие од неколку стотини страници, и при тоа искажувајќи незадоволство и повикувајќи на формирање на одреди за ликвидација. Овие зборови беа изговорени во јавноста. Јас сметам дека вакви формулации, прво, доколку е вистина она што тој го изјавува, дека му бил овозможен увид во документација, наводна документација на Агенцијата за национална безбедност, и доколку вакви повици се пласираат во јавноста, тие заслужуваат сериозен, ве молам само да завршам, сериозен одговор на институциите на системот. И сметам дека ова како информација, како допрен глас, може и треба да допре до органите кои се задолжени за проследување на вакви случаи. Само уште едно прашање, рековте наводно досие, ако веќе бил предмет на обработка на АНБ, зошто наводно досие? Тогаш постои досие? Јас не знам дали бил, јас не реков дека бил предмет на обработка, тоа е негово тврдење. Дали бил предмет или не, јас не сум овластен да кажувам, има овластена сегашно раководство кое што може да излезе со информација дали или не, и тоа дали некој има или нема досие класифицирана информација исто така. Меѓу случаите за кои биле доставени известување до јавното обвинителство, според она што го соопшти АНБ, е и случај на одолговлекување на безбедносна проверка на еден пратеник на тогашната опозиција. Според тоа што беше соопштено, безбедносната проверка завршила позитивно за пратеникот, меѓутоа била држана во фиока, со што практично била одолговлекувана постапката за добивање на безбедностен сертификат. Зошто тоа се случувало? Ова кое што вас ви е презентирано како информација не соодветствува со реалноста. Постоеше наведеното лице, ако добро се сеќавам, имаше безбедносен сертификат со одреден степен и мислам дека се работеше за барање за друг степен на безбедносен сертификат. Во тој период се случи оддавање, уште еднаш јавно објавување на класифицирани информации кои беа собственост на Агенцијата за национална безбедност од негова страна во медиумите. Фотографија на автомобилот прилеп на АНБ? И податоци поврзани со идентитетот на вработени во агенцијата. Со оглед на тоа што се работи идентитетот на вработените и средствата на работењето на Агенцијата за национална безбедност се класифицирана информација, ние го информиравме јавното обвинителство, од чија страна беа преземени соодветни активности за потврдување или отфрлање на информациите. Согласно оноја што го имам како информација, добиена информација за околу
лицето кое што ги креирал тие податоци, начинот на проследување и она што беше веќе познато во јавноста, кој и на каков начин ги објави. Во врска со ова, јас бев на моје лично барање, бидејќи беа објавени информации и тогаш од прилика на оваа линија дека агенцијата ги злоупотребува средствата и методите за некакви активности спрема опозицијата, на моје барање јас побарав на последната седница на Комисијата за надзор на Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност да информирам. На моје барање точката беше ставена на дневен ред. За жал, тоа не се реализира. Тоа значи дека не е точен наводот дека безбедносната проверка завршила позитивно? Не, тоа не е одговор дека безбедносната проверка била заклучена во ФИОКа, туку случувањето, ова кое што сега го презентирав, се исчекуваа чекорите, проверката и на крајот конечната одлука на надлежниот орган, а тоа е јавното обвинителство во врска со... од тоа зависеше како ќе биде интонирана безбедносната проверка, заклучокот од безбедносната тоа? Тоа е само еден од елементите. Не секогаш, видете, кога пледирате на сертификати со високо ниво на достапност на информации, потребно е покрај останатото да покажете интегритет и да покажете капацитет на ракување и чување на класифицирана. Но тој сега има сертификат колку што е јавно познато. Не знам доколку има, службата може би имала оправдани причини тоа да го направи, меѓутоа мислам дека надлежните органи треба да се да проверат, имајќи го преди тоа претходно кое што го кажав, дали се исполнети условите за дадениот степен на сертификат. За случајот со бизнисменот кој поради белешка на АНБ, во која се наведува дека имал средби со бугарски разузнавачи, своевремено заврши во притвор, и тој случај беше спомнат на брифингот на АНБ како пример за злоупотреба од агенцијата во тоа време. Во меѓувреме се појавија и медиумски наводи дека авторот на белешката наводно признал дека таа е лажна и дека ја составил под притисок на шефовите. Што се вашите сознанија за овој случај? Немам сознание, јас видете, од моментот кога ми заврши мандатот во агенцијата, настојувам да, освен пријателско пиење кафе, да немам контакти со вработените и доколку некој да се случи да се сретнеме, разговараме на нормални теми за семејство и така натаму. За тврдењата дека белешката е лажна и направена под притисок на шефовите. Значи, и не е само тој случај. Значи, од ова што е, ако е точно, ова кое што е циркулирано низ медиумите, ако е наводно, е добиено од извори во агенцијата. Да не заборавиме дека на онака како што го започнавме разговорот, на пресконференцијата на премиерот и на директорот беше кажано дека се работи за документи со висок степен на класификација за кои што тие не можат да зборуваат. Веднаш вечерта со претходно споменатиот новинар, меѓутоа и следниот ден уште во 3-4 медиуми, така наречени добро информирани медиуми, ние видовме информации кои целосно реферираат на она што било презентирано до јавното обвинителство. И тука сериозно се поставува прашањето дали некој прави селективни брифинзи на одбрани медиуми со делови од класифицирани информации. Тоа е исто противправно и казниво со законот. И сега да се навратам на овој и на уште еден бизнисмен, ако не се лажам, кои што беа експлоатирани. Видете, едниот и другиот случај се работи за процесуирани и судски завршени случаи. Кога имате судски завршени случаи и ако сакате да се навраќате, тука има строго дефинирана и законска процедура. Процедурата не предвидува внатрешни контроли да презентираат класифицирана документација, ако е точно на пак што се публикува во медиумите, на лица кои што претходно биле
предмети на обработка, на лица кои што биле протерувани од европски и НАТО земји, на лица кои што се на црна листа на одредени стратешки партнери и така натаму и така натаму. Значи со ова не го негирам правото на секој кој што смета дека бил повреден да го оспори тоа, меѓутоа за тоа постои институционален механизам. Но има пресуден судски случај за содржината на делото, не за начинот на кој што заминал во притвор. Овде забелешката се однесува на тоа дека заминал во притвор врз основа на белешка која што била измислена. Значи, тоа е многу сериозно исто така, можам да кажам, обвинување, кое што треба да се докажи, да се аргументира, меѓутоа и начинот за тоа докажување постои институционален начин. Зошто дел од документите се чувале во печатена верзија во една канцеларија надвор од пропишаните процедури? Ова е исто така тврдење кое што е јавно пласирано деновиве. Не можам да одговорам на ова прашање. Има строго пропишани правила како се чува и како се ракува со документацијата. Ако некој ја оставил неевидентирана, ненадгледувана и така натаму, тогаш се работи за сериозен дисциплински престап. Вие немавте сознание за такво нешто додека бевте директор? Ниту имам сознание, ниту пак имавме некаква информација дека нешто такво се случувало. Доколку имало таква работа, сигурно дека ќе биле преземени соодветни мерки, како што впрочем према многумина и биле преземани. Добро, полека ќе привршуваме. Сакам уште две прашања да отворам, а тоа е механизмот на внатрешна истрага, барем така беше кажано на брифингот на АНБ, и второто е најавата дека во случајот ќе се вклучи и Собраниската комисија за надзор. Велам, беше соопштено дека известувањето од АНБ до обвинителството со индиции за незаконско, непрофесионално и неетичко постапување на еден поранешен директор и група вработени во АНБ се резултат на внатрешна истрага во АНБ. Дали ова стандарден механизам на постапување внатре во АНБ? Работата на одделот, барем такава беше насловот на таа организациона единица во агенцијата, одделот за внатрешна контрола е строго дефинирана со закон и со внатрешен акт на агенцијата. Впрочем и раководителот на тој оддел се избира со претходна согласност на Собраниската комисија за надзор. Имаше случај. Агенцијата, да, имаше одреден случај. Морам да ви кажам дека колку што се сеќавам на документацијата за време на моето директорување, оформивме преку 60 интерни документи и акти, која станува зборот за внатрешната контрола, терминот истрага, убеден сум дека не се користел. Дали се работи? Предпоставам дека се работи за лапсус на оние кои што го држеле брифингот, меѓутоа, ако не е така, тогаш се работи за нешто многу посериозно, да не се плашам да не се работи за некаква подсвест. Службите за безбедност не правеле истрага, не прават такви истраги ни во некои земји каде што постојат режими, дури ни во периодот на едноумието. Да предпоставиме дека е лапсус, внатрешна контрола е стандарден механизам. Стандарден механизам, дефинитивно, да. Меѓутоа, ајде сега кога тоа го спомнавте, до мене допреа одредени информации дека наводно, велам наводно, при отпочнувањето со работата на овој предмет, службениците кои што по опис и попис и со решение биле распоредени на работни места во внатрешната контрола, со наредба на раководството наводно биле преместени на други задачи, а службеници од други оддели со наредби биле донесени во одделот и им била дадена задачата да ја вршат. Зошто? Затоа што немале доверба во овие други? Не знам зашто се работи, веројатно ако имале сериозна причина ќе треба да ја соопштат, ако не тогаш тоа е спротивно на духот на Законот за национална безбедност, каде што местата на вработените се гарантирани и би можеле да извршите разместување или уназадување само во строго со закон утврдени ситуации.
гледаме деновиве некаква динамика внатре во собранието меѓу пратеничките групи за тоа дали ќе се закаже, кој ќе води седницата на надзорната комисија во собранието. Најавата е дека в среда ќе има и седница, но и контролна посета во Агенцијата за национална безбедност. Може ли од таа да произлезе нешто повеќе, да очекуваме информација плюс која што ќе фрли некаква нова светлина на случајот? Многу е важно кога имаме вакви ситуации или кога имаме сомнежи за вакви ситуации да профункционираат институциите. Една од институциите која што треба да врши вакви надзори и контроли е точно оваа парламентарна комисија. Мене ми е многу жал што оваа парламентарна комисија не постапи во 2022 година кога ги информирав и не постоеше спремност да се сослуша информацијата во врска со изнесените обвинувања во јавноста. Добро е, мене ми е жал и кога ги гледам овие сцени околу случувањата во парламентот. Се надевам дека конечно ќе постигнат некаков договор и дека ќе се изврши контрола, макар да мора тука да бидеме, да знаеме кои се овластувањата на оваа комисија, односно можноста за увид во изворни оперативни материјали. Се надевам дека ќе се најде соодветен начин тоа да биде презентирано. Меѓутоа, ако е со законот има лимити, има ограничувања. Има што можат да гледаат, а што не можат да гледаат. Не можат да гледаат во идентитет на тајни соработници, не можат да гледаат, ако добро се сеќавам, изворни оперативни материјали. И дотолку повеќе зачудува што некој овозможил увид во такви непосредни оперативни материјали, барем според информациите во медиумите, на лица кои што сериозно имале сериозен судир со законот во изминатиот период. Добро, ви благодарам за овој разговор. Реков и на почетокот, има висок јавен интерес. Предпоставам сега ќе има коментари по овој настап, но добро, демократија така функционира. Да, ви благодарам и вас за пројавениот интерес и за можноста да одредени мои дилеми, па и одредени информации кои што треба да ги знае јавноста, да ги презентирам и се надевам дека не отидовме во конкретни детали и за да можат институциите надлежните, кои се очекува во наредниот период, да дадат одговор на прашањата кои што вие ги споменате. Добро, грижата е повеќе на ваша страна во таа смисла, не е толку на моја. Па, да се надеваме дека и актуелните раководители на институции ја споделуваат истата грижа за прашањата поврзани и сериозноста на прашањата поврзани со националната безбедност. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.